Почнете од почеток со Бони Сала. Не оставај да те победи злото, туку победи го злото со добро. Римјаните, 12 глава, 21 стих. Нема да отидеш далеку во животот без да се соочиш со омраза. Но ако знаеш дека си љубен, многу помалку веројатно е дека тоа ќе те извади од колосек. Апостолот Павле го постигна тоа чувство на самодоверба пред непријателските околности, затоа што беше сигурен во неговиот однос со Бог. Павле патуваше меѓу различни луѓе во животот и предизвикуваше силни реакции. Многу евреи го мразеа, верувајќи дека ги предал евреиските корени со тоа што го следел Исус. Други го чувствуваат неговото проповедање на Евангелието и промените што ги предизвикуваше во животот на луѓето, како закана. Тој честопати бил тепан, затваран и бркан од градот за време на неговата служба. А сепак неговиот совет кон пријателите и учениците беше: никому не враќајте зло за зло. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Тука, ако твојот непријател е гладен, нахрани го. Ако е жеден, напој го. Не оставај да те победи злото, туку победи го злото со добро. Делови од Римјаните, 12 глава, од 17 до 21 стих. Павловата постојаност во пресрет на прогонството дојде до уверувањето дека ниту омразата кон другите, ниту која било друга сила може да се спореди со силата на Божјата љубов кон него. Римјаните, 8 глава, од 37 до 39 стих. Дали знаеш дека Бог те љуби со истата сила со која го љубеше Павле? Може да ја имаме истата доверба како Павле, кога се соочуваше со злото. Додека бараш да го надминеш злото со добро, согледај дека Бог ја нуди истата трансформативна љубов и кон твоите непријатели. Ти може да бидеш спроводник на таа љубов. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.